Срдечно добре дојде во нашето ново издание. Додека нашите политичари воведуваат нови даноци за сите типови возила и не ги интересира обновувањето на возниот парк во Македонија, светот оди напред. Со Мини Джон Купер Воркс GP, марката од Оксфорд ја обележува својата 60 годишнина. Швајцарскиот визионер Франк Риндеркнехт повторно ја фасцинира јавноста со својот најнов концепт Метро Снеп. Ја тестиравме Mazda CX-3, а започнуваме со 8-та генерација на Golf. Не со техничките карактеристики, току со финансиската филозофија според која тоа е најевтиниот Golf во историјата на моделот. Еве како е дојдено до таков заклучок. Volkswagen извести дека започна со продажба на новиот Golf во Германија за почеток во лајв изведба со 1,5 литарски мотор со 130 коњски сили и цена од 27.500 евра. Оние што пак се трпеливи, Volkswagen Golf 8 на почетокот на идната година ќе можат да ја добијат неговата основна верзија за помалку од 20.000 евра. Токму оваа бројка беше предизвик за германците да испитаат колку всушност тој на вистина чини во споредба со примањата на тамошните работници. А заклучокот е бомбастичен. Новиот Golf е ефтин како никогаш порано. Математиката тие ја поддржаа со зголемените плати и историски ниските камати. Таа покажува дека за плаќање на една месечна рата од 7 годишен кредит за новиот Golf во Германија ќе бидат доволни 14 часа работа, а за новата полна цена 1082 часа. Предходната генерација ги чинела своите собственици 16,5 часа месечно, односно вкупно 1099 часа. Најскап бил Golf 6, за кој биле потребни 1205 часа работа за да се плати целиот автомобил. Кредитите пак биле најнеповолни во време на третата генерација, кога за една месечна рата требало да се работи скоро 20 часа. Пресметката за првата и втората генерација нема, бидејќи пред 1991 година во Германија не постоел униформиран начин за пресметка на платите. Колку за информација, денес просечната работничка нето плата во Германија изнесува околу 18,5 евра за работен час, што е двојно повеќе отколку тогаш. Пред половина година Бентли цврсто одлучи да го промовира потенцијалот на новиот Continental GT и успеа во тоа со освојување на најтешката ридска трка во светот Pikes Peak. Денес пак реши да го комерцијализира тоа и понуди специјална изведба на славеничкиот модел со кој ќе се почестат 15 срекници со доволно длабок джеп. Место цена, британците објавија телефонски број каде тие може да се информираат за неа, при тоа кажувајќи им што ги очекува. А тоа е автомобил со изглед во целост идентичен со оној што го собори рекордот на трката до облаците. Тој ги вклучува облагородувањата во карбон, зелените сопирачки клешти и 22-инчните тркала со висок сјај. Во пакет доаѓа и Pirelli P0 Color Edition пневматиците, додека ако купувачот сака да ја добие и ознаката 100 на предната маска. Во внатрешноста на почесно место пред совозачот се изгравирани победничкото време и рутата со 156 свиоци, а под хаубата се наоѓа стандардниот 6-литарски W12 Twin Turbo агрегат. Него не ни мора да го менуваат, бидејќи со своите 626 коњски сили е доволен за забрзување до 100 на час за 3,7 секунди и максимални 333 км на час. Quiz, query, try, spy, take cover, go for a swim, go on a whim, go outside in, and inside out. Look once, look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering.
си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Океј. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1,2 PureTech мотор со 110 коњски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Corolla. Новата Corolla Седан од 16.990 евра. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Како прва компанија во светот, швајцарскиот инкубатор на идеи Ринспид го направи клучниот чекор кон сериското производство на модуларните возила. Своето иновативно решение, кое го копира и други, Франк Риндеркнехт го развиваше во 3 фази. Првата беше концептот СНЕП, покажан пред 2 години на сајмот за потрошувачка електроника CES во Лас Вегас. Следеше малиот микроснеп, за да сега истиот така за Лас Вегас, да го подготви и финалното решение метроснеп. Иновативниот пристап во поглед на опциите за урбаната мобилност на Риндеркнехт е ист, со модуларна платформа со револуционерно раздвојување на двете компоненти на возилото. На тој начин, освен што тоа добива повеќе функции, се продолжува и неговиот животен век. Нешто слично како што е кај компјутерите, каде хардверот и софтверот, иако одат заедно, се третираат посебно. Хардверот во овој случај би бил самата механика на возилото, кое е електрично и автономно. Улогата на софтверот ја имаат посебните надградби кои со едноставна измена му овозможуваат да обслужува различни работи дури и во текот на еден ден. Со тоа се создава одржлива основа за транспорт на луѓе и стоки со стериозна економска смисла за поширока прифатеност. Формулата што Ринспид ја има применето кај метроснеп овозможува едноставна и брза замена за телата на возилото. Мислено е и на безбедноста и целокупните трошоци за тоа, заради што во голема мерка се ангажирани напредни технологии. Помошта пристигна од бројните негови партнери. Сите заедно се надеваат дека човештвото набрзо ќе прифати дека ваквиот тип возила може да помогнат во решавањето на повеќето проблеми поврзани со метежот во сообраќајот и загадувањето на воздухот. За флексибилната употреба на различните тела на овие возила ќе бидат задолжени посебни системи компатибилно развиени меѓу себе. Предвиден е и сличен принцип на замена на батериите, со што се елиминира потребата од чекање за нивно полнење. Во развојот на својата идеја, генијалниот Риндеркнехт отиде уште подалеку, поврзувајќи ја со концептот на умен град.
Тој подразбира синџир поврзани користење на вакви возила за транспорт на луѓе, достава на стока и разни услужни дејности. Во него ќе нема место за поседување на било какво возило, оти ниту поединците, ниту компаниите ќе немаат потреба од тоа. Тој е убеден дека ќе најде на поддршка од јавноста, бидејќи, како што вели, луѓето сакаат уште поголема практичност и едноставност во своите животи, а ова негово иновативно решение за транспорт го прави тоа можно. Тоа после Лас Вегас ќе биде прикажано на Светскиот конгрес за мобилноста во Барселона и саленот на автомобилите во Женева. Овој концепт е 26-ти поред кој Ринспид го има подготвено. BMW поседува две иконски марки од Англија. Луксузниот Rolls-Royce е омилен помеѓу милионерите, додека Мини со својата харизма се уште е популарен помеѓу смртниците. Неговата верзија, произведена по повод 6-деценискиот јубилеј, воедно е и најсилна, но направена да кошта разумно и ексцентрично. Ви го представуваме Мини John Cooper Works GP. Кога на маската на ладилникот стои името John Cooper Works, тогаш е јасно дека се работи за најсилната верзија. Сега, со придавката GP, на сцена стапи уште посилна верзија која ја превзема крумната во семејството на Мини. За да се оствари тоа, се вплотија британската умешност и германската технологија. Првото дојде од John Cooper Works, кој ги даде обликот и деталите, а второто од BMW во 2-литарско турбопакување со цели 306 конски сили. Резултатот го гледате на овие снимки кои ќе останат запамтени независно од 60 годишниот јубилеј. Заслуга за тоа неприкосновено ќе ја има оваа мала ракета која до 100 км на час забрзува за 5,2 секунди. Максималната брзина изнесува вртоглави за автомобил со ваква големина 265 км на час. Значајно, барем за германците, е и тоа што нив ќе може да ги постигне и на автопат, бидејќи ова возило во целост ги исполнува сите хомологацијски норми за да биде регистрирано за нормален сообраќај. Тоа подразбира и задоволување на еколошките стандарди, кои се постигнати со помалиот степен на компресија и поголемиот надпритисок на новиот турбополнач. Вбризгувањето е преку нови всисни канали и млазници со повеќе дупки, низ кои горивото влетува во цилиндрите набиено на 350 бари. Ова резултираше и со експлозивен одговор на моторот, кој своите максимални 450 Нм ги испраќа на предните тркала преку 8-степен автоматски менувач со интегрирана механичка блокада на диференцијалот. GP пакетот е дополнет со специјален издувен систем способен за доловување импресивни звучни ефекти, како и со поефикасен систем на ладење за се да помине без механички последици по моторот. Структурата на каросеријата дополнително е зацврстена, ослонувањето развиено со обсежни тестирања на Нурбургринг, а електронскиот систем за динамичка контрола прилагоден на евентуалните желби на возачот. Во сето ова, тој ќе може да ужива само со уште еден сопатник, бидејќи Mini John Cooper Works GP има само 2 седишта. Во комбинација со помалата звучна изолација, тоа придонесува за намалување на тежината за 85 кг од вообичаената JCW изведба на Мини. Сепак и покрај ултимативниот спортски пристап кој однадвор најдобро е забележлив поголемиот спойлер на покривот, овој модел е опремен со мноштво трендовски додатоци како што се бежичното полнење на телефон и загреваните предни седишта. По угледот на електричниот Мини, сериски има и дигитални инструмент табла. Производството на Mini John Cooper Works GP е ограничено на 3000 примероци, кои веќе се распродаваат по цена од 34.000 фунти. Сите до еден ќе бидат направени во металик сива боја со сребрени или црвени детали.
Toyota ги доведе хибридите до совршенство, но електричен автомобил немаше. Се додека под знакот на Lexus го представи моделот UX300e. Предпазливо настапувајќи, јапонските инженери во целост го задржаа препознатливиот дизајн на малиот кросовер и се фокусираа на погонскиот систем. Тој располага со еден електромотор со 204 конски сили сместен напред. Литиум-ионските батерии од 54,3 киловати овозможуваат автономија од дури 400 километри со едно полнење, за кое ќе требаат нешто повеќе од 8 часа. Опремени се со систем за управување со температурата, кој овозможува работа и на екстремно студено или топло време. Тие се разместени по целиот под на возилото, што придонесува за пониско тежиште и подобра стабилност во возењето. За ускладување со динамичките промени што ги носи електрификацијата, платформата е опремена со дополнителни носачи, а амортизерите со оптимизирана сила на пригушување. Иако хибридната варијанта на овој модел има посебен електромотор за задната оска, кај UX300e погон на сите тркала не се спомнува. Се останато е како и кај стандардниот модел од комфорот до врвната опрема. Според зборовите на одговорните во Lexus, продажбата во Европа и Кина ќе му започне идната година, во Јапонија во 2021, а пласман во Америка не е предвиден. Цените засега не се споменуваат. Појавувањето на овој модел е голем исчекор за Toyota, која досега цврсто се држаше само за хибридите. Одбиваше дури и да се обиде со плагин модел, но дојде време кога електрификацијата не смее повеќе да се игнорира. UX300e е само првиот чекор во новите технологии и наскоро ќе следат и други електрифицирани модели од двете марки. За љубениците во италијанските возила посебно се горди на Алфа Ромео. Со цел да се одржат на суровиот пазар, двата модели, лимузината Джулија и кросоверот Стелвио, доживуваат освежување кое е видливо во внатрешноста, додека на надворешноста е интервенирано само со дури незабележителни зафати и боите. Сега интериерот би требало да биде на висина на квалитетот со кого миланезите се перчат уште од времето на нивните премиери. Европските љубители на Алфа Ромео се љути на марката, за разлика од кинезите и американците. Тие се уште не ги виделе новите изведби на Джулија и Стелвио. Толку лути што велат вака требаше да биде од сам почеток. Навистина, и двата модела уште кога се појавија, од нив по многу што беа оценети како фантастични, но прескапи и со интериер кој не го оправдуваше позиционирањето на пазарот. Сепак и измените на Джулија и Стелвио тргнуваат однатре према надвор, така што ако се обидете да побарате разлики во дизајнот, ќе откриете само нови тркала и бои. Затоа пак добија достоен интериер, модерна мултимедиска поддршка и нови системи за безбедност. Прво паѓаат во очи дигиталниот дел од инструмент таблата и екранот сместен на централниот гребен. Токму тука се забележуваат и најголемите корекции во естетиката, употребените материјали и квалитетот на изработка. За се да изгледа поубаво, додадени се и алуминиумски инсерти и гумички на вртливите копчиња. Рачката од менувачот е обложена со кожа, а се среќава и место за бежично полнење на телефон. Од електрониката присутни се асистентите за препознавање знаци, држење на коловозната лента и известување за возило во слепите агли. Заедно со уште некои технологии се заокружени во систем за автономно возење од второ ниво. На идните купувачи на располагање ќе им бидат и неколку персонализирани пакети. Се очекува цените на Джулија и Стелвио да пораснат за неколку проценти во зависност од пазарот. Добар ден.
Денеска на тест повторно Mazda, овој пат малиот кросовер наречен CX-30 кој неодамна е представен на светскиот пазар. Порано ова беше CX-35, но кога стана CX-30 ја доби препознатливата пресечена маска на предницата и продорните светла. Контурата остана скоро иста, со напомена дека сега е повисока линијата на покривот за да заврши на задниот дел кој доликува на сите модели на Mazda. Мислам на оние кои се седан и хеджбек со препознатливи светла на задниот дел. Багажникот крие доволен простор во кого може да се сместат доволно работи за викенд за 4-члено семејство. Но акцентот на Mazda CX-30 е ставен на техниката, но и на минимализмот. Па да видиме внатре како стојат работите. Може да се забележи дека оваа изведба е шик, модерна и делува многу атрактивно, посебно поради белите кожени седишта во внатрешноста. Можете да забележите дека линијата на дизајнот, почнувајќи од вратите, продолжува по целиот гребен и централната конзола. Она што се забележува во внатрешноста, можете и сами да видите дека е се свртено кон минимализмот. Минимален е дисплејот кој ги покажува функциите на вентилацијата и исто така мал е големиот дисплеј кој е поставен на врвот на централната конзола. Тука сакам малце да подискутираме и да го нагласам како еден од негативностите на Mazda CX-30. Бидејќи овој дисплеј не е можеби меѓу најмалите во класата, но нема команди на допир. Се случува преку овој джок шатл кој е на средната конзола. Инаку инструмент таблата делува сосема во ред, иако е класично конципирана. А просторноста, како што гледате, е на завидно ниво. Толку беше околу моите впечатоци за внатрешноста. Сакам само уште да кажам дека насекаде се квалитетни материјалите, убави на допир, а се случува оној класичен eye cheating, што би се нарекло во автомобилската индустрија, или лажење на окото, каде погрубите материјали и пластики се скриени од погледите на патниците. Но тоа кај Mazda е решено исто и со вметнување на квалитетен материјал секаде каде што има допир со рацете. Возните својства на асфалт на Mazda CX-30 се повеќе од задоволителни. На тоа помага и погонот на сите 4 тркала. Но овој погон е направен да се чувствувате сигурно и на лоши патишта, како и на офроуд. Па токму затоа јас ја донесов CX-30 на лош пат. Да видиме како ќе се однесува низиното управување, но и тракција во лоши услови на возење. Како што гледате, овој пат е оставен сам на себе си да пропаѓа под завод на времето. Но како створен е да ги испробаме возните својства на CX-30, бидејќи тоа е и спортско корисно возило. Вибрациите што се пренесуваат во кабината се големи, бидејќи и на најскапите теренци кои сум ги возел овде се случувало истото. Значи, се префрлаат вибрациите во кабината на големо, но поради малото
меѓуоскено растојание, условно речено малото меѓуоскено растојание, CX-30 многу добро се снаоѓа на оваков пат. Јас возам во моментов со околу 80 км на час и не можам да осетам дека нешто не ми е под контрола. Имено сите параметри се под контрола, а гледате дека електрониката дозволува да се поиграте со автомобилот. Таа малку покасно реагира за разлика кога се вози на асфалт, бидејќи му дава една слобода на возачот да решава со каков стил и кои линии на движење ќе ги одбере. Инаку коригирањето е лесно, особено кога се работи за некои мали пролизгувања и возачот во секој момент знае каде се наоѓа автомобилот. Оваквото возење е забавно, но чисто се сомневам дека било кој што поседува вакво возило ќе му го прави ова. Нашето тест возило има зимски пневматици, па затоа е и добар контактот со патот кој е во очајна состојба. Но сепак, јас се забавувам многу зад управувачот на CX-30. Би препорачал оние кои имаат вакви возила барем понекогаш да ги изведат во природа и да се забавуваат заедно со своето возило. Но бидете внимателни кога ќе возите, бидејќи можат токму при овие возења да настанат и поголеми оштетувања на подвозјето, па дури и на каросеријата. Но нема да мислиме на лошите, туку само на убавите работи. А CX-30 на ваков лов шпат ме прави да бидам повеќе од оптимист. Иако направен да биде градски кросовер, така наречен градски кросовер, Mazda CX-30 многу добро се снаоѓа со своите возни својства и на отворен пат. Таа, иако има висока контура и издигната е повисоко од асфалтот, многу добро прилепува, односно дозволува да се вози како лимузина. Тоа мене многу ми се допаѓа бидејќи и влегувањето во внатрешноста е лесно, седењето е високо, имате јасен преглед на патот и се она што се случува околу вас, а сепак манирите се многу блиски на лимузина. Па затоа CX-30 веднаш ме освои со своите атрибути. Возните својства на CX-30 се одлични, бидејќи во секое катче е вградена SkyActiv технологијата. Веќе и во претходната Mazda 3 што ја тестиравме, беше погонета со бензински 2-литерски мотор од 180 коњски сили, кој е впарен со благ хибрид од 48 волти. Тоа значи дека не можете да возите без бензинскиот мотор, но можете благодарение на хибридниот погон да заштедите доста гориво. Па така, јас забележав просечна потрошувачка од 7,6 литри кога ја возев CX-3 во град или на отворено. Додека ја возев на офроуд, таа потроши 1 литар повеќе во просек. Разликата на потрошувачката од 1 литар во нормални услови на возење и на терен не е и толку голема. Сепак, во оние услови што ја возев CX-30 надвор од нормален пат, нон-стоп работеше погонот на сите 4 тркала. Потоа, силата негова се префрлаше од
тркало на тркало, активната безбедност беше под узбуна, па затоа и таа потрошувачка што реков од 1 литар повеќе не е за занемарување. Mazda CX-30 е одличен автомобил, но неговата цена е страшно неизбалансирана. Чини 44.800 евра, што по мене е висока цена за возило од оваа класа. Но сепак, јапонците знаат зошто ја поставуваат толку високо цената. Тоа е резултат не само на квалитетот, туку и на новите технологии кои Mazda ги аплицира во своите возила. А секој оној што е љубител на високата технологија и најмодерната технологија знае и јасно му е дека тоа треба дебело да се плати. Тоа беше се што подготвивме за ова издание. Се гледаме наскоро за 7 дена. До гледање.